Добро утро од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Како што споменети, зборувам со деканот професор доктор Владко Неделковски. Добро утро, како сте утро? Добро утро, одлично работна атмосфера, како и секој ден. 48 години градите успешна спортска приказна, кој одбележавте година во вашиот јубилеј. Така, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, тогаш Факултет за физичка култура е основан далечната 1977 година. 48 години постоиме и работиме на стварање на стручниот кадар како за училиштата, така и за спортот, федерациите, меѓутоа имаме и голем број на студенти кои што се завршени кај нас, а работат и во други институции, придонесуваат во развојот на нашето општество. Зошто студентите да го одберат овој факултет? Дали година имате поголем број на запишани студенти за разлика од минатите години? Така, трендот на раст на студентите продолжува. Тоа е одлична новина за нас. Последните 2 години имаме раст од некои 35% во тоа што било претходно, вкупно неколку 220 студенти се запишани на прв циклус оваа учебна година. Растот продолжува и во делот на студирање на втор циклус на студии, така да интересот е добар, голем, ако земеме во предвид дека бројот на матурантите од година на година се намалува. Зошто да го одберат факултетот? Затоа што сме сигурно најдобрата високообразовна институција од ова поле во државата. Има и некои други, меѓутоа нескромно ќе кажеме дека сме најдобрите, затоа што факултетот нуди многу можности. Во минатите години претходните деканати се успеа да се стават во законска рамка одредени права кои што нашите дипломирани студенти, значи нашите алумни на пазарот на трудот многу полесно го наоѓаат својот пат. Тоа е тандем наставата од прво до пето, која што овозможи голем број на вработување на наши колеги во основните училишта, меѓутоа и развојот и растот на свеста и на граѓаните во делот на бавење со физичка активност, големиот број на фитнес клубови, таа растечка фитнес индустрија. Тоа е нешто што кај младите не става на мапата на интерес и ние годиниве, како проаѓаат годините, успеваме да го задржиме интересот за студирање на нашиот факултет. Го споменавте вие, односно кога возобновивте алумни клубот, што представувате? Така, алумни клубот е една организација, еден клуб на дипломирани студенти од нашиот факултет и постдипломци, па и докторанти кои што работат во училиштата, во спортот, се на раководни функции во одредени училишта како директори, меѓутоа се и министри, се заменици министри, се во приватниот сектор исто така успешни, така да тие се нашата лична карта и нашата условно најдобра реклама во општеството. Ке продолжи ли соработката со општините во град Скопје, ке ги споменеме и градовите со кои што исто така имате одлична соработка во минатото? Па така, освен наставната дејност, ние имаме и богата научна дејност. Се обидуваме максимум колку што можеме со општините да направиме каде пилот проекти, каде и долгогодишни проекти за следење на ситуацијата со морфолошкиот, моторичкиот и секаков друг статус на учениците. Знаете, овој начин, брз начин на живот, хипокинезијата, нездравиот начин на исхрана и сето она што модерниот начин на живот го носи, ствара одредени проблеми во младата популација, која што подоцна во постари години сериозно влијае на економијата, меѓутоа и на проблемите кои што државата треба да ги решава. Тоа е средства за делување за во здравствениот фонд, нешто што со навремена дијагностика и со апликација на програми за кои што ние сме стручни може да се превенира и голем број на голема сума од тие средства во иднина да се намалат и да се усмерат за превенција отколку за лечење на тие последици од таквиот начин на живот. Факултетот за физичко образование, спорт и здравје добива нов објект наскоро, кога тоа ќе се случи, односно нова зграда која што навистина е потребна за толку голем број на студенти. Па така, новата зграда на факултетот започна пред некои десетина години, можеби и повеќе со градба, па се случија проблеми со изведувачите, сето тоа запре. Најавите и она што го гледаме во алоцирањето на средства во буџетот за 2026 ветува дека и знаеме од разговорите кои што ги водиме дека градбата на нашата зграда и на факултетот за информатичко општество ќе продолжи во 2026 година, така да конечно ќе добиеме и административна зграда, затоа што делот на
спортските објекти ги имаме, ќе добиеме административна зграда која што ни е неопходна и ќе биде многу порепрезентативна како простор од тоа што го имаме сега или во минатите 48 години. Да, се надам дека ова е убава можност уште повеќе студенти, затоа што навистина ваква институција заслужува повеќе студенти во иднина, а младите секако и го сакаат спортот, се разбира. Па нема поголем амбасадор од спортот и културата, затоа сме свесни и годините на назад покажале дека нема нешто посилно што може да израдува нацијата од спортските успеси. За да дојдеме до нив, треба темелна поставеност, системска работа, многу пожртвуваност и од тренерите и од самите спортисти. Нормално тука се вклучени и нашите студенти, односно професори и тренери. Продолжуваме понатака, ќе се направи новата зграда, подготвуваме еден голем проект, предлог проект на ниво на држава за зголемување на физичката активност кај младата популација со цел превенирање на сите последици од модерниот начин на живот, и тука очекуваме голема поддршка од сите општини, ЗЕЛС, Министерството за образование, Фондот за јавно здравје и така натака, затоа што соработката која што имаме во минатите години како со општина Богданци, Кавадарци, Кисела Вода и останатите општини Газибава, сигурен сум дека ќе се продлабочи и едноставно сето тоа на крај треба да резултира со едни многу поповолни и подобри резултати во статусот на младината, моторичка, антропометриска, морфолошка и секаква друга, која што ќе ни овозможи поздрава нација, поработоспособна со помалку трошоци за Фондот за здравство, а и нормално со поголеми предуслови за остварување на што повисоки спортски врвни резултати. Благодарам многу на одвоеното време. Ви благодарам на посетата, секогаш сте драги гости на нашиот факултет. Благодарам што